Добар ден, криптоентузијасти, со еднодневно задостојување го снимам видеото за Hedera H-Bar. Нормално ова е апдейт, затоа што веќе имаме направено видео за овој проект. Ова е да видиме што се случува со него моментално. Со тоа што мора да напоменеме дека Hedera е дел од нашето портфолио и тоа би рекол во солидна количина. Иако немаме направено, да речем, полог временски период апдейт на портфолиото, нема некои големи разлики со оглед на фактот дека имаме стагнација на пазарот. Значи, Hedera и понатаму представува некои 7 до 8% од портфолиото за едукација која што го имаме, нормално како и некаде околу 7% од портфолиото на канал. Значи, ова се нормално двете портфолија кои што ги водиме за едукација и нормално за финансирање на самиот канал. Со тоа што ова е последната содржина од оваа недела, нормално сите претходни содржини може да ги најдете на нашиот канал. Дополнително следната недела веќе имаме програма, почнувајќи со Avalanche апдейт, тоа е во текот на утрешниот ден. Во среда очекувајте дека ќе имаме лайвстрим, макроекономија и крипто, ќе се позанимаваме со целата глобална економија, нормално иако главна тема и понатаму останува Теснецот Хормуз и иранската војна. Во петок очекувајте Altcoin Investi, се што се случува во крипто светот. Сабота ќе имаме Patreon заедница лайвстрим, каде што ќе одговориме на прашањата на сите членови на нашата Patreon заедница. И нормално реприза за сите останати наши гледачи ќе имате во недела, кога ово видео ќе биде објавено на сите наши канали. Да подсетиме дека веќе блогот, веб страната и телевизијата активно може да ги најдете на интернет. Значи, cryptogamidget.mk е нашата страна, каде што може да го најдете блогот со најнови вести. Значи, буквално на секој час и половина добивате блог на вести кои што се модифицирани со вештачка интелигенција да ви ги дава најбитните информации за да заштедите на време. Со тоа што дополнително мора да напоменеме дека и нашата телевизија моментално активно се емитува. Нормално ова може да го најдете на нашата веб страна, а во исто време овој лайвстрим може да го најдете и на нашиот YouTube канал. Што значи дека практично во меѓувреме може да проследите материјалите кои што веќе ги имаме обезбедено, нормално за едукација, каде што ќе може да ги најдете истите во, би рекол, облик на целодневен лайвстрим, каде што постојано ги објавуваме постарите и поновите едукативни видеа и вести. И дополнително мора да се пофалиме дека официјално го направивме новиот канал на англиски јазик. После, ова е, би рекол, официјално третовид, но дефинитивно ќе биде професионален и со голема поддршка од CryptoHub Malta. Crypto Economics, како што гледате и сами, може да го најдете како профил на YouTube. Дополнително може да го најдете и на сите социјални мрежи, почнувајќи од Facebook, Instagram и Twitter. Каде што од сега понатаму паралелно сето она што го работиме, ќе го објавуваме и на овој канал. Идејата е нормално да обезбедиме и англиска едукација со оглед на фактот дека има многу големо барање овде на Малта. Така да дефинитивно ќе имаме паралелен канал Crypto Economics и дополнително ќе има уникатни случувања во CryptoHub Malta кои што заедно ќе ги организираме. Значи обезбедивме еден посебен ден само за нашиот канал во соработка со CryptoHub Malta да правиме едукација. Така да за тоа малку подоцна. Вчера имавме долгочасовен состанок и последната работа пред да почнеме Chain of Block Summit доаѓа во мај, тоа е 20-22 мај. Во Малта, доколку некој овде повелете да се дружиме, ќе биде доста интересно. Допрва треба да го договориме нашето учество, дали ќе бидеме судија во одреден интересен напревар за криптопроекти или пак ќе бидам стандарден презентер со соодветна едукациона материја. Останува да видиме. И се уште не е најавено, но 29 април официјално имаме повторно презентација во CryptoHub Malta. Тема која што веќе имаме обработено, а тоа е интероперабилност. Значи сега овој пат ја направиме со интересна презентација, каде што ќе разговараме за различните проекти кои што се обидуваат да го решат проблемот со интероперабилност. Нормално главно ќе се задржиме на Axelar и Wormhole, а ќе ги спомнеме овдека и Cosmos и Polkadot. Така да се надам ќе уживате. 29 април се гледаме во CryptoHub Malta со ново предавање. И за оние кои што не знаат што е ова, нормално ова е дел од нашиот серијал анализа на коини и токени, каде што на ваш предлог одбираме одредена количина на коини и токени кои што вие ни ги предлагате. Иако се уште имаме листа која што треба да биде обработена, идејата е практично да ни предложите кои би биле најдобри коини кои што би сакале да ги гледате на нашиот канал, со тоа што нормално во оваа ситуација ние веќе имаме обработено повеќе од 120 коини
И сега моментално ова што го гледате е практично апдейт. Значи дека веќе почнавме повторно да ги работиме сите овие коини по втор пат со свој апдейт за тоа што се случува во истите. Овдека би напоменал дека до сега имам работено повеќе коини втор пат, како што се Ethereum, XRP, Cardano, денеска ќе го обработиме Hedera, така да би препорачал да ги погледате исто така и Chainlink го обработиме во втор пат, а оние кои што доаѓаат и се уште за прв пат не се обработени од претходниот блок се Conflux, Telcoin, Trust Wallet, TWT и Centrifuge. Тоа се последните 4 коини кои што остануваат да бидат обработени. Пред повторно да побараме од вас да ни предложите кои коини би сакале да ги гледаме следно. Најчесто тоа го правиме во Altcoin недела, каде што ги ставаме сите овие коини во една недела и ги обработуваме во текот на истата, но овој пат затоа што има многу битни материи, гледате и сами ги обработуваме по 1-2 коини на неделно ниво. Со тоа што сите досегашни обработени коини може да ги најдете во оваа плейлиста, ја свртевме наопаку за да бидат најновите на почеток, да може да ги најдете и на тој начин практично да може да ги проследите сите проекти што досега сме ги обработиле на македонски јазик. А како ги обработуваме? Со сопствена анализа, тоа е оваа анализа што моментално ја гледате, каде што значи ги одговараме овие 6 групи на прашања и на тој начин даваме целосна слика за сите карактеристики од аспект на фундаментална и техничка анализа за еден крипто проект. На тој начин македонците ќе имаат целосна слика за тоа се што се случува со овој проект, нормално и да имаат основно познавање за истиот пред да одлучат дали понатаму би инвестирале во него или не. Секогаш почнуваме. Првото прашање тоа е апликација и практична примена на коинот, значи зашто истиот се користи, каков тип на проект решава во блокчейн или реалниот свет. Дали има други проекти кои што му се конкуренција и дали има апликации од реалниот свет кои што може да го замерат. Второто подпрашање веднаш ќе го одговориме, значи ова е Layer 1 тип на блокчейн кој што не може да биде заменет со никаков друг тип на софтвер освен блокчейн. Само блокчейн технологијата има сега за сега карактеристики на Layer 1. Тоа е програмабилен така речено блокчейн. За разлика од тоа, да, постојат и други проекти кои што моментално нормално со оглед на фактот дека станува збор за Layer 1 проект, тоа сите останати Layer 1 проекти се негова конкуренција и затоа ќе разговараме нормално во следниот дел. Со тоа што прво мора да напоменеме дека станува збор за мал проект, иако реално бил во доста големи маркет капови, кога станува збор за маркет кап истиот бил и над 10 милиарди, но за жал сега е 3,8, за жал или среќа како сакате, што значи дека спаѓа во мали проекти, односно знаете дека до 1 милиарда ги сметаме за микро, од 1 до 5 милиарди ги сметаме за мали проекти, над 5 до 10 средни, над 10 големи проекти. Така да во оваа ситуација значи станува збор за релативно мал проект, што значи дека нели има простор за раст во однос на маркет кап. Дополнително, како што кажавме, најголема конкуренција му се Layer кецовите, значи тоа се други програмабилни би рекол блокчейни кои што на себе си имаат своји екосистеми и апликации. Со тоа што од овој аспект можеме да видиме дека Hedera се наоѓа на 29-то место по маркет кап во однос на целата листа, а негде би рекол околу 15-то место во однос на Layer кецови и нормално овдека спаја и смарт контракт платформи затоа што се нели Layer кецовите во оваа ситуација заклучно и Hedera се и смарт контракт платформи, односно на истиот може да бидат програмирани апликации, односно истиот представува како на еден вид софтвер, како оперативен систем, би рекол најблиску до оние кои што малку помалку го разбираат тоа, вклучувајќи би и мене. Сега, овдека би премирале малку на токеномија, значи ќе поразговараме за некои негови основни работи како блокчейн, што е нормално дел од практично нашето истражување, каде што ќе разговараме за делот за тоа каков тип на блокчейн станува збор и што е толку специјално за него. Прва работа која што мора да спомнеме е дека истиот не е нов на пазарот. Можеме да видиме дека со своите иницијални тоа се ICO, значи Initial Coin Offering, почна уште во 2018 година кога истите беа популарни и беа дозволени, каде што можеме да забележиме дека во тој период има и доста интересни би рекол инвеститори, како IBM, како Digital Currency Group, што се сериозно големи корпорации, и понатаму можеме да видиме дека има доста голема количина на успешни алокации кога станува збор за нормално angel investors, ова се оние капитални инвеститори кои што помагаат на проект да биде лансиран. Што значи дека ефективно тоа ни покажува дека станува збор за сериозен проект. Ќе видиме уште многу други работи по кои што се гледа дека станува збор за сериозен проект,
Кога станува збор за неговата структура? Значи, истиот не е стандарден тип на блокчейн, туку станува збор за DAG, односно Directed Acyclic Graph. Разликата е доста интересна и би рекол доста позитивна кога станува збор за овој проект. Сличен ваков проект кој што сме го работеле, кој што има иста таква технологија е IOTA. И зошто е толку уникатна? Затоа што овој тип на блокчейн, за разлика од блокчейнот кој што е стандарден, каде што имаме запишување на блок по блок по блок и не може да се почне пишување на нов блок додека претходниот не е завршен, овде ќе имаме ситуација во која што се пишуваат синхронизовано неколку различни блокови на неколку различни, како што може да забележите, низи на блокови. Тоа му дава на хешграф, би рекол, надмоќ во однос на главниот проблем кој што може да се случи на еден блокчейн, а тоа е нормално bottleneck, каде што имате премногу трансакции, а во еден блок може да се запише само одредена количина на трансакции и во времето во кое што се запишува овој блок не може да се запише повеќе. Што значи дека имате огромна количина на трансакции, а за жал самиот блокчейн не може да ги процесира. Тоа е една од главните слабости на оваа технологија. За разлика од тоа, Directed Acyclic Graph, кој што може да забележите, може да запишува по неколку паралелни блокови во исто време, што значи дека го нема овој проблем. И тоа ја прави Hedera многу подобра од стандарден блокчейн. Дополнително истата е, како што можеме да забележиме, и своевидно тип на блокчейн, затоа што има, како што видовме, смарт контракт компатибилност во однос на јазиците кои што се користат. Значи, главниот јазик кој што моментално се користи на Hedera е Solidity и Viper. Solidity со оглед на фактот дека истата е Ethereum Virtual Machine компатибилна, односно сите апликации кои што постојат моментално на Ethereum може паралелно да постојат или да бидат префрлени на Hedera. Затоа и нормално се користи Solidity кој што е матичен јазик на Ethereum. Дополнително постојат SDK, тоа се Software Development Kits, посебен тип на адаптации, би рекол, за оние традиционален тип на девелопери кои што користат Java, JavaScript, Go, .NET, Python, Rust и така натаму, мада Rust се користи и за блокчейн, за да можат истите да ги користат овие јазици и потоа преку овој Software Development Kit да ги прилагодат за апликации на Hedera. Што значи дека многу паметно направено од нивна страна да дозвола на апсолутно сите кои што сакаат да програмираат, да не мораат да знаат Solidity или Viper, туку тоа да го прават и со традиционални јазици кои што веќе им се познати и на тој начин да може да програмира на Hedera. Дополнително, значи овдека сето тоа објаснето многу лесно може да го најдете на Hedera, What is Hedera, овдека е детално објаснето се што треба да знаете за самиот блокчейн. Она што ние во кратки црти ќе го објасниме е следното. Основата, односно консензусот кој што го има Hedera е DAG, односно Directed Acyclic Graph. Со тоа што врз него се изградени три различни, би рекол, служби, меѓу кои имате смарт контракт, тоа е можноста на овој тип на блокчейн, односно Directed Acyclic Graph, да може да прави програмабилни апликации, тоа се децентрализирани апликации, dApps, токен сервис, да може да бидат правени токени, како што, например, на Ethereum имаме ERC20 токени, кои што се, да речем, дел од овие апликации, овдека вие може да правите исто така матични токени на Hedera. И дополнително консензус сервис, нормално ова е во основа консензусот кој што го обезбедува самиот блокчейн /DAG, за да може да функционира. Значи, вас мора да имате консензус за едноставно да може да се донесува одлука за секој од овие паралелни блокови и да може нормално да се запишуваат истите на, така речено, нивниот леџер. Сега, кога станува збор за нодови, затоа што во исто време истиот поседува 39 официјално слотови за нод. За разлика од другите блокчейни, како, например, Cardano и Ethereum, кои што имаат десетици илјади нодови, Hedera избира поинаков, би рекол, уникатен тип на организација на собствениот блокчейн, односно DAG, со само одредена количина на нодови на кои што екстремно им верува. Кога имате ваков тип на централизација, не заборавајте дека, за жал, овие 40 нодови многу полесно може да се организира за да направат нешто негативно на самиот проект блокчейн DAG, за разлика од момент каде што имате, например, десетици илјади нодови, како на Cardano и на Ethereum, и затоа децентрализацијата на Cardano и Ethereum е екстремно подобра и се многу позаштитени. Но Hedera има друг пристап. За разлика од овие децентрализирани
блокчейни, она има друг пристап од аспект на тоа што овие 39, не се уште 39, но се околу 30-тина, така речено големи корпорации, прво имаат привилегија да соработуваат заедно во овој проект, а второ имаат можност, нормално сите од нив тоа го прифатиле, да направат собствен нод. Што значи дека нодовите во Hedera исклучиво се даваат на екстремно големи компании, корпорации кои што одлучиле да бидат дел од така речено советот на Hedera. Ова што моментално гледате е советот на Hedera и советот на Hedera одлучува за тоа како истата понатаму ќе напредува. Што значи дека во оваа ситуација, иако матично делува како Delegated Proof of Stake, затоа што на крајот дена вие може да ги делегирате вашите Hedera коини на некој од овие нодови, со цел да добивате стейк, значи баш на тој начин. Hedera Delegated Proof of Stake, каде што овие делегирани нодови на овие големи корпорации одлучуваат што понатаму со самиот блокчейн. И повторно станува збор за екстремно големи професионалци. Погледнете Dell, IBM, McLaren, Mondelez, значи апсолутно огромни имиња. LG, Google, Hitachi, значи ако продолжите понатаму може да видите навистина екстремно големи имиња од различни, би рекол, технолошки позадини. Со тоа што како се прави нод, јас би можел да го ставам овој линк во нормално дескрипција, но не гледам зашто би бил корисен кога гледате и сами дека исклучиво нодови се даваат само на најголеми корпорации кои што нели склучиле соработка со Hedera, и тоа можеме јасно да го видиме на токен терминал. Моментално постојат само 31 нод, а тоа се овие 30, тоест 30 се извинувам, а тоа се овие 30 корпорации кои што моментално се дел од советот на Hedera. Што значи дека целосната безбедност на Hedera е дадена и распределена на овие големи корпорации во овие нодови кои што ги представуваат. Во исто време да се потсетиме кога станува збор за стейкинг, значи ова се моменталните новчаници кои што се одобрени од самата Hedera во нивниот, како што може да видите, white paper, за практично да можете да правите стейк. Hashpack, Kabila, Bank Social, Atomic, Uphold, Bitrue, ова е централизирана мрежа, не забравяйте, Custodians, Hextrust. Јас овдека го видов и Ledger, не знам зашто овдека не е ставен, дека можете и од Ledger да правите стейкинг. Доста битно, сакав да го спомнам. И кога станува збор за нивниот екосистем, што значи дека навистина имаат екосистем, можеме да видиме дека функционира, тоа значи дека имаат своји дексови, можеме да видиме дека имаат различни гранки на DApps, значи на нивниот екосистем кои што моментално функционираат на Hedera блокчейнот. Тоа ви кажува дека нивниот екосистем е жив, а ќе видиме колку е жив кога ќе стигнеме до тоа колку пари има моментално во Hedera во однос на DeFi, тоа ќе го погледнеме на DeFi да има малку подоцна. Кога станува збор за roadmap, односно зрелост на пазарот. Зрелост на пазарот можеме да кажеме дека има со оглед на фактот дека овој проект е од 2018 година, што значи дека веќе има практично би рекол еден цел, два би рекол цели bull маркети. И тоа можеме да го видиме на самиот чарт, кој што ќе го погледнеме малку подоцна, а во исто време има и апдејти. Двата последни апдејти кои што треба да ги спомнеме е децентрализацијата и EVM компатабилноста. Децентрализацијата моментално обезбедуваат преку Solo, ова е на некој начин апликација, но според она што успеав да го разберам, станува збор за посебен тип на тестнет. Како што имаме тестнет мрежи на Ethereum, каде што можете да тестирате апликации, блокчейнот и така натаму апдејти, така и во оваа ситуација децентрализацијата се обидува да воспостават преку ваков тип на тестнет, каде што ќе може нормално да подготвите се, да тестирате се пред да го лансирате на самата Hedera. И EVM компатабилност можеме да видиме дека Hedera навистина се труди да биде целосно компатабилна со Ethereum Virtual машината, а тоа го прави со апдейтирање, односно со имплементирање на сите апдејти кои што ги има Ethereum. Последниот апдејт кој што е имплементиран во Hedera е Pectra и на тој начин практично го прави се уште да биде комплетно компатабилен со Ethereum, односно апликациите понатаму од Ethereum можат да функционираат на самиот Hedera. Кога станува збор за вести? Најновите вести од почетокот би рекол на оваа година се прво дека се приклучи McLaren, значи тоа зборуваме McLaren компанијата која што има своја Формула 1 позиција како официјално представник на едно од местата во Советот, заедно со свој нод, и дополнително се приклучи и FedEx. Ова се случи во некои 2-3 недели од февруари кон март, што значи дека пак станува збор за екстремно големи корпорации кои што се дел од Советот на Hedera. Ова не е случајно, ова е навистина би рекол
доста привилегирана позиција да бидете дел од овој совет. Дополнително, интересен момент, првата држава во Мурика која што одлучила да има свој стейблкоин токен, а тоа е Frontier стейбл токенот, е Wyoming, истиот го лансира на Hedera. Значи дека на територијата на Wyoming се уште треба да видиме како се тоа ќе изгледа, со оглед на фактот дека ова е само неколку месеци наназад. Официјално е лансиран овој, би рекол, државен, останува збор за сојузната држава Wyoming, државен токен Frontier Stablecoin, кој што нормално е лансиран на Hedera, кој што значи дека секоја трансакција на овој stablecoin се плаќа на Hedera, во HBAR, и нормално ова донесува корисност на самиот блокчейн, на целата држава, сојузна држава Wyoming. Така да, доста интересно, треба допра да видиме како ќе се користи овој коин, односно токен. Верувам дека тоа ќе биде направено, претпоставам за некој на почетокот административни плаќања, даноци и така натаму, останува да видиме, но тоа се моите очекувања за овој коин. И да се потсетиме уште една многу битна работа, на крајот на март SEC и CFTC заедно излегува со листа на коини и токени кои што не представуваат хартија од вредност. Тоа што ние го зборуваме 3 години назад, што во почетокот на онаа хајка на Комисијата за хартија од вредност, овој пат јасно и недвосмислено се потврдува, меѓу кои можеме да видиме дека спаѓа и Hedera. Значи, официјално, без никакви двосмислености, сите овие коини што ги гледате на ова, да речам, овој пасос, заедно со Hedera представуваат дигитални ресурси, според новата дефиниција на SEC и на CFTC, а со тоа нормално не потпаѓаат под оние ригорозни правила на Комисијата за хартија од вредност, што е екстремно позитивно, значи дека овие проекти ќе може да продолжат да функционираат како и досега. За жал, многу касно ги добивме овие информации, за на некој начин го прекина претходниот bull market и можноста за алткоин сезона, но се повеќе добиваме јасна регулатива за оваа технологија. Верувам дека многу поинаку ќе бидат работите во текот на следниот bull market. Дополнително што можеме да забележиме, станува збор за една огромна масивна акумулација која што трае уште од почетокот на овој коин во 2019 година, каде што практично излегува на пазарот, за жал директно во bear market. Можеме да забележиме дека истиот се наоѓа во огромна, би рекол, ова е bull marketна акумулација. Тоа го видовме и кај Ripple, кој што откако го заврши овој акумулативен период, направи 10x. Очекувам дека нешто слично ќе видиме и со овој коин, посебно затоа што навистина има светла иднина од страна на институциите. Самиот фактор дека имаме 30 членови на нивниот совет од 39 со најголемите имиња во институционалните води, дополнително кога ќе видите дека истите имаат испод ETF, ви станува јасно дека институционалната поддршка за Hedera е многу голема. За жал и понатамо оваа акумулација ќе продолжи, нема многу што да се зборува со оглед на фактот дека сме во ефективен bear market за биткоин. Дури кога конечно ќе завршиме со bear маркетот за биткоин, очекуваме дека ќе има повторен ритест на оваа горна, би рекол, подпорна линија на оваа акумулациона фаза и потоа ќе очекуваме пробив и ќе разговараме за потенцијални мети, но за тоа е доста рано. Кога станува збор, повторно ќе се вратиме на токеномијата, каде што ќе разговараме за тоа колку коини, односно токени имаме на пазарот моментално. Значи, ова е доста позитивен дел, затоа што за овие постари проекти, на работа која што многу луѓе тоа забораваат, е дека ако имало vesting schedule, до сега истиот е веќе завршен. Зошто го зборувам ова? Еве ви прост пример. Моментално во циркулација има само, има 43 милиарди коини, а вкупна количина има само 50. Значи дека само 7 милиарди се останати, тоа е некаде околу 14% од вкупната количина на коини за да бидат, така речено, внесени на пазарот. Значи тоа е крајно позитивно, затоа што знаеме дека во други случаи се случувало да имаме голем дамп кога станува збор за ваков тип на коини. Значи, ако имаме голема количина на коини, истите може да практично оние кои што го имаат овој проект ни прават дамп на пазарот, да ги пуштаат на пазарот, да зголемуваат количината на коини, на тој начин прават инфлација и намалуваат вредноста на секој од коините кои што ние држиме, така да ова е крајно позитивно. Кога станува збор за распределбата, значи за жал ќе покажеме понатаму, нема информации за vesting schedule, верувам дека е завршен, па затоа и нема. Значи, еве како изгледа моментално токен unlock, значи како изгледа единствениот податок кој што успеавме да го најдеме е на CoinMarketCap. Погледнете, само вкупно 5,4 според нивните пресметки од токените, односно коините
не се отклучени, значи ова е тој дел што го даваат како стейкинг награди. И дополнително можеме да забележиме како изгледа 14% во рацете на тимот. Сега ова е исто така многу битно, private sale 24% е купната количина на коини се дадени во приватни така речено нели продажби, оние ICO што и гледавме на самиот почеток. Сега каде е дека позитивниот дел? Погледнете. Уште во 2023 година официјално последната отплата на овие private sales, оние angel investors се завршена. Значи дека ако некој од нив планирал да направи дамп, верувам дека тоа го направил во последниот скок што го имавме во 2025 година. Затоа верувам дека голем дел од нив, ако веќе нели не веруваат во проектот, се одамна исчистени. Она што станува е 22% ке фондацијата и 14% во тимот. Што мене ако ја прашувате, ова е сериозен проект, не верувам дека тимот би продал ни по точка разно, и тоа да се подсетиме дека тимот ова беше последниот пат практично што ги добие овие, мислам дека веќе се целосно исплатени кога станува збор за овој проект, и тоа на 26 март 2026 година официјално тоа е последната трансакција која што ја добиваат фондацијата и тимот. Имајте во предвид, така да тоа е доста позитивно, што значи дека делот со би рекол дамп е ефективно поминат, ако некогаш можел да се случи. За жал немавме соодветни информации кога станува збор за инфлација, се обидував да најдам како изгледа инфлацијата, според тоа да одредиме кој е staking reward, значи едноставно не можев да најдам. Ако некој од вас има најдено, ќе ве замолам оставете во дескрипција, затоа што мојот Hedera моментално е во ликвидна форма, не е ставен под стейк. Дополнително има burn механизам, fee burn механизам, кој што за жал исто така не успеав да најдам соодветен wallet, за да може да видиме како што е случајот со Binance, каде што може да видиме колку од коините се моментално изгорени. Потенцијално може да се случи овие што ги имаме веќе видено 7% што не стасуваат да бидат практично веќе изгорени, но пак ќе кажам, јас не успеав да најдам. Погледнете, значи постои документација, јас ја најдов кај нив на нивниот white paper, burn a token, целосна процедура за тоа како може да постават одредени би рекол нодови или институции кои што користат Hedera доста многу дел од фито да го горат. Сега проблемот е што јас за жал не успеав да најдам wallet да видиме колку од оваа количина на Hedera е изгорена. Дополнително, како што кажавме, на Tokenomics, кој што е страната која што до сега се покажала како најдобра за vesting schedules, значи овдека може да забележиме дека за Hedera нема информации. Зошто? Јас верувам дека тоа сме го виделе сега неколку пати. Ова се случува кога имаме ситуација со завршен vesting schedule за одредени коини. Верувам дека тоа е ситуацијата и со Hedera во овој момент, што е доста позитивно. Кога станува збор за ETF, како што може да забележите, Hedera има свој ETF. Истиот не е премногу голем, станува збор за $52 милиони, но најбитниот момент е дека постои ETF на Hedera. Тоа е клучниот момент кој што не смееме да го пропуштиме. Тоа значи дека институционално Комисијата за хартија од вредност го дозволила ова како акција на одредена компанија да може да купува Hedera во име на своите клиенти. Автоматски тоа значи дека Hedera е еден од ретките коини кои што има легална позадина да практично има свој спот ETF, односно да биде легален на пазар. Екстремно позитивно. Пак ќе кажам, оние алткоини кои што ќе добијат свој спот ETF, иако не е загарантирано дека ќе успеат, има многу поголема шанса да успеат. За жал, се уште не е тоа случај и со датсовите, може да забележите дека се уште за Hedera нема DAT, односно Digital Asset Treasury, каде што некои компании купуваат директно ваков тип на коини нормално во собствен кастади. Жално е што има за Dogecoin, а нема за Hedera, оди разбери, но тоа е што е, верувам дека наскоро ќе се поправи тој дел. Исто така екстремно позитивно е фактот дека Hedera има свој real world asset токенизација, односно токенизирање на капитал. Погледнете, имаме $123 милиони токенизиран капитал на Hedera. Воопште не е за подценување. Со оглед на фактот што е моментално токенизирано, можеме да забележиме, значи имаме 63 милиони недвижност токенизирана на Hedera. Hedera моментално е шампион во оваа категорија. Имаме мурикански обврзници 50 милиони, стейблкоини 43 милиони, нормално ова е за да може да функционира. На секој лејер да му се потребни овие стейблкоини, за жал сега за сега. Значи, потоа имаме обврзници кои што не се дел од Мурика 670.000, ова се активни стратегии, тоа се фондови кои што моментално токенизираат својата работа.
и корпоративен кредит нешто ситно. Како и да е, станува збор за солидна количина 123 милиони real world asset токенизација на Hedera. Ова е екстремно позитивен момент. Тоа што постојано го зборуваме. Сите оние кои што постојано зборуваат како алткоините немаат своја вредност. Јас постојано го прашувам истото прашање и кога некој од вас ќе се најде во ваков тип на дебата, поставете го и вие. Колку од овој капитал кој што моментално е повеќе од 350 милиарди долари во светот е токенизиран на биткоин? А уште стотици трилиони капитал треба да биде токенизиран. Па сега вие понатаму размислете дали алткоините немаат вредност, посебно кога станува збор за Layer 1 и Layer 2 тип на блокчейни кои што имаат своја токенизација. Кога станува збор за DeFi дел, можеме да забележиме дека има некоја мала количина на DeFi за сега да се потсетиме дека претходно имали доста поголема. Значи максималната вредност која што имале околу 200 милиони долари во DeFi, децентрализирани финансии, мада можеме да видиме дека овој блокчейн не е толку фокусиран на DeFi дел, така како што е тоа Ethereum. Односно гледаме дека многу повеќе се занимава со институционална адоптација, односно градење на солуции за институции кога станува збор за блокчейн. Значи 58 милиони не е ни за подценување мене кога прашувате, но реално кога ќе споредиме со магнати во DeFi, можеме да видиме дека 58 милиони е доста мала сума. Погледнете, значи колку треба да скроламе за да го најдеме така речено самиот Hedera со своите 58 милиони. Повторно, значи секој блокчейн си има своја лоша и добра страна. DeFi дефинитивно не е јака страна на Hedera. Како што може да забележите, SushiSwap на Cardano има дупло повеќе ликвидност од Hedera, која што има само 50 милиони. Така да само сакам да ви покажам дека постои DeFi, но не е нешто посебно во овој блокчейн. Но повторно, овој блокчейн и не се труди нешто посебно да развие DeFi. Кога станува збор за брзина, воопште не е лош. Hedera, само да видам точно каде се наоѓа денес, на 21 место е сега теоретски, да се подсетиме, Hedera со својот ациклик граф, доколку имаме голем наплив на трансакции, може теоретски да пристигне до 10.000 трансакции во секунда. Разликата помеѓу блокчейн и ациклик граф е дека ациклик граф може да ја зголеми брзината во однос тоа колку трансакции се случуваат. Значи колку повеќе трансакции, толку повеќе се зголемува оваа брзина, затоа што како што кажеме паралелно запишува неколку блокови. Не е случај со стандардните блокчейни. И затоа Hedera моментално има толку голема брзина колку што има трансакции. И тоа е една работа која што мора да ја запамтиме. Значи ова е моменталната брзина во однос на потребата за користење на мрежата. Ако мрежата се зголеми, нема да имаме bottleneck, туку Hedera ќе скокне нагоре во однос на брзина на своите трансакции, што значи дека воопште не е за подценување. Сега според нивниот Chainalytics би рекол, моментално може да забележиме некои основни податоци. Еве го, TVL-от, како што видовме на DeFi, е точен 58 милиони, значи тоа е во однос на вкупната количина на DeFi делот, но овдека сакав само да ви покажам во однос на мислам дека имаше account fees, само момент. Се обидев да ви ја покажам активноста на самиот блокчейн, но не знам зашто го нема тој дел моментално. Active accounts, еве ги најдеме, само да видам дали може тоа да го направиме на малку поголем период, да го покажеме вака за месец. Значи, овдека може да видиме активни акаунти во текот на еден месец, чисто да видиме како изгледа овде и да видиме како изгледа на токен терминал, каде што нормално ги определува овие бројки децентрализирано, значи не може да ги ефектират. Не знам зашто не ми го дава на еден месец, само секунда. Сакам да покажам како изгледа неговата активност, затоа што тоа е една од најбитните работи, за да можеме да покажеме што се случува со самиот блокчейн. Кој се беле него менува, не знам зашто. Не е ни битно. Можеме тоа да го провериме на токен терминал. Токен терминал, како што кажеме, од сега ќе го користиме за така речено карактеристики на самиот блокчейн. Првата карактеристика е активни адреси на месечно ниво на Hedera. Моментално во последниот месец, тоа е до април така речено, е негде околу 30 до 36 илјади активни адреси кои што го користат постојано овој блокчейн. Гледаме дека определика бројката е таа, варира некаде околу 40 до 30 илјади адреси, што значи дека навистина има, би рекол, солидна бројка на луѓе кои што постојано го користат овој блокчейн на еден на друг начин. Нормално се тоа како што може да видите ескалира до големи броеви со стотици илјади корисници кога се наоѓаме во bull market, кога станува збор за останатите кои што се, да речем, поактивни, можеме да видиме дека не споредбено е 50-30 милиони кога станува збор за Binance Solana,
каде се наоѓа, во чие друштво, може да видите дека се наоѓа доста долу, за активност би рекол на блокчейнот. Еве, чисто да ви споредам кои се оние кои што имаат околу 30.000 заедно со Hedera. Значи, Polkadot е негде тука, OpenSea за NFTs, Curve Finance, кој што е доста битен, но една работа која што треба да забележиме е дека треба да ги земеме превид лееркецовите. Значи, OpenSea не е лееркец. Значи, дека Polkadot е негде близко до Hedera, Gnosis Chain, нормално, кој што го имаме исто така. Значи, тие се некои што може да ги споредиме. И Celestia, Unichain, Layer 2, но сакам да кажам дека не може многу подобро, верувам дека и ќе биде кога се тоа ќе дојде до поголема адаптација. Една битна работа што може да забележиме е дека long term можеме да видиме ходлери. Погледнете. Значи, постојано се зголемува количината на активни адреси кои што имаат Hedera. 4,7 милиони активни адреси поседуваат Hedera коини, што е доста позитивно и гледаме постојано раст, што значи дека расте интересот за овој проект. Fees, гледаме дека има доста намалено. Сега ова треба да го проверам, верувам дека си има нешто случајно, некој апдейт нешто, што предизвикало овие fees да се намалат толку многу, но повторно станува збор на неделно ниво. Да, на неделно ниво, околу $5,000, што е реално многу мала количина, но за 30,000 трансакции толку може да очекувате, негде околу 5,000 е фи на Hedera, што е навистина многу мала количина. Повторно, тоа не го менува фактот дека е еден од подобрите проекти кои што го поседуваме, 11-то место на годишно ниво по апдейти на GitHub. Значи, ова е колку активно се работи на самиот блокчейн. Моментално Hedera е скоро секогаш во топ проекти и на годишно ниво и на месечно ниво, кога станува збор за оваа категорија. Значи, овде ги гледаме најактивните проекти. Погледнете, во последната недела, значи ова е на неделно ниво, трето место е Hedera по развој на Core. Значи, ова е на самиот блокчейн, а ова е во однос на екосистемот, кажеме дека екосистемот не има нешто премногу развиен, затоа гледаме дека Core, односно самиот Hedera блокчейн, активно се работи на негов апдейт, на негово надградување. И овдека може да видиме исто така, според Code Commits, ова е тоа што го погледнаме само од нивна страна во токен терминал, каде што може да видиме дека активно се на некој начин депонираат скрипти за развој на самиот блокчейн, што че дека неговите тимот на Hedera активно работи на надградување на самиот блокчейн. Кога станува збор за број на програмери, ова е доста добро. 153 full-time девелопери имаат постојано, од кои моментално има, погледнете го, 147 од нив се втората доле, 128 од нив се established, што значи дека тоа се долгогодишни програмери на Hedera, покажува дека очигледно не го напуштаат проектот, што е доста добро, доста позитивно и нормално ако ова го споредиме со би рекол колку моментално другите имаат, и да видиме од нивна страна на токен терминал како тоа изгледа, дали се поклопува 157, значи опрлика тоа е бројот, 153, 157 full-time девелопери и да видиме каде моментално се наоѓа овој број во однос на останатите проекти, значи го става на доста високо ниво, погледнете. Значи ICP 172, Avalanche 188, потоа SEI 121, Cello Apto со 117, 112, значи дека навистина го става во највисоките рангови на блокчейни кои што активно работат на себе надградба. Не најдовме никакви информации во однос на нивниот значи сега Treasury или Hedera како проект нема. Ова се индивидуи кои што моментално се пишеле како Hedera или HBAR ако запишеме. Значи немаме ентитет кој што може да најдеме дали потенцијално поседува големи количини на HBAR, јас тоа не успеав да го најдам барем. И за жал исто така еден мал проблем е фактот дека нема информации за неговата децентрализација. Тоа е една од последните би рекол проблематики кои што се обидуваме да ги одговориме на секој проект. Значи ако помине преку кој маркет кап кој што најчесто има, се случува да има за одредени проекти, колку од токените се држени од одредена топ, да речам, количина на wallet-и, можеме да видиме дека ево, ова е, но пак ќе кажам малку е не својствено. Значи зошто велам, погледнете. 52% од вкупната количина на Hedera се наоѓаат на еден wallet. Научна фантастика. Тоа дефинитивно е нешто, некаков проблем имаме овде. И гледаме дека понатаму има екстремно мали количини на секој wallet, но гледаме 52, 24, 15, пак ќе кажам ова е неверодостојно, ја не гледам како тоа би било можно, значи нема шанса толку голема количина да стои на еден новчаник.
нешто е погрешно 100%, и овдека за жал немаме rich list за да може тоа да го провериме, така да околу децентрализација имаме малку податоци, а тој што го имаме од CoinMarketCap е, мене ако ја прашувате, неверодостоен, значи пак еден од доста, би рекол, подецентрализираните проекти, постар проект. Ја не гледам како 52% купната количина на коини би се наоѓале на еден блокчейн, без тоа некој да не го пријави, да не направи нели скандал околу сето тоа. И Explore Hedera блокчейн, нормално ова е hashscan.io е уствари еден од експлорерите, така речено, на Hedera, каде што може да проверите се околу овој блокчейн и неговите трансакции. Уште една работа која што дефинитивно не ја спомнавме, а тоа е на кои менувачници може да го најдете, може да ја кажем на апсолутно сите. Значи најголемите менувачници сите го имаат овој коин, затоа што е долго време на пазарот, затоа што е веќе доста, би рекол, ситуиран кога станува збор за блокчейн сферата. Чисто да провериме да не случајно сме пропуштиле нешто. Значи кажавме се околу апликација, поминавме преку roadmap и активен, нели, и зрелост на пазарот, техничка анализа поминавме исто така. Значи вести, партнерства, менувачници, ETF, сето тоа го поминавме, не постојат моментално кривични или судски случаи, дури и претходно директно против Hedera никогаш не постоеше само тврдење од страна на, нели, SEC дека овој блокчейн представува хартија од вредност, што е моментално отстрането. Токеномија поминавме детално и децентрализација, за жал немаме нешто премногу информации. И за крај, како и секогаш, биве замолен доколку ви се допаѓа ова што го работиме, да ни помогнете да го направиме тоа за уште повеќе македонци со уште поголем интензитет. Станете дел од нашата Patreon заедница и со оваа мала чланарина ќе добиете привилегии како пристап до сите наши чатови, каде што може заедно со сите наши членови да коментирате, да анализирате, да објавите ваши информации, анализи, да подискутираме за нив. Дополнително имате директни пораки од нас кои што ги одговараме еднаш дневно. Да се подсетиме дека сите офлайн видеа како што е моментално Hedera прво го добива на нашата Patreon заедница, а потоа на сите останати канали, и офлайн и самиот лайвстрим кој што го правиме за нашата Patreon заедница. Значи еднаш месечно одговараме на сите ваши прашања и разговараме директно со вас, ако сакате дури и во живо на нашиот канал. И за крај, доколку некој од вас сака потенцијално да го подмери своето членство на годишно ниво, тоа може да го направи со инструкциите на овој постер, односно на cryptogemedia@gmail.com, пратете ни значи имејл со која адреса ви одговара, кој блокчейн. Ова се сумите кои што треба да ги уплатите за годишно членство за 30% попуст од чланарината која што би била наплатена на месечно ниво на Patreon, а ние на истиот овој линк ќе ви пратиме така речено линк со годишно членство на нашата Patreon заедница. Се надевам уживавте, се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGemedia и од топлата Малта. Listen up, class is in session tonight. CryptoGemedia, here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the burst. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. CryptoGemedia, teaching you the way. But never all in one day. DCA is strategy, patience is the key. CryptoGemedia, setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management and tight. CryptoGemedia keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seeds, proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. CryptoGemedia, your educational guide through the volatility. Stay right by